Добро вечер, ги започнуваме урбаните вести. Во Друштвото на ликовни уметници на Македонија денеска беа представени новиот председател на Друштвото, академскиот вајар Сергеј Дамовски и дел од управните тела за мандатниот период 2014-2015 година. Со оваа информација ги започнуваме урбаните вести. Останете во продолжение и погледнете што друго ќе видите во нив. Презентирани резултатите од работата на семејниот центар. 29-ти државен противпожарен квиз надпревар во општина Илинден. На Свети Никола ќе започне изградбата на крстот во аеродром. Лицата со посебни потреби ќе се возат бесплатно во ЈСП. За 2 месеца 20 жртви на семејно насилство побарале помош во првиот семеен центар. Во центарот покрај жртвите психотерапија добиваат и насилниците, но и останатите членови на семејството. Пред 2 месеца во Скопје беше отворен првиот семеен центар, кој представува прво специјализирано советувалиште кое нуди психосоцијална поддршка и третман на семејствата кои се во конфликтни односи и каде што акутно се врши насилство. Во центарот подеднакво внимание се посветува на сите членови на семејството, како на жртвите, така и на насилниците, но и на децата, кои се сведоци на насилството. Денеска беа презентирани резултатите од досегашната работа на семејниот центар. Во моментов 14 лица добиваат психосоцијално советување од страна на психотерапевт, од кои најголем дел се жртви на семејно насилство, но меѓу нив има и сторители. Како и многу пати претходно, и анализата на првиот семеен центар за семејно насилство покажала дека жртвите се претежно жени на возраст од 40 до 50 години. Во период од 15 октомври до 15 декември 2013 година во првиот семеен центар се понудени услуги на вкупно 20 корисници, што представува висока бројка на граѓани, имајќи ја предвид природата на проблемот кој што се третира, меѓутоа и стигмата која што е поврзана со пријувањето токму на овој проблем. При тоа 4 од корисниците кои се обратиле добиле телефонски услуги и се препратени до соодветна институција, односно невладина организација, дотека 16 лица се примени на приемно интервју како клиенти на овој центар. Моментално во првиот семеен центар вкупно 14 лица добиваат психосоцијално советување од страна на психотерапевт, додека останатите 2 лица се уште не го почнале процесот поради здравствени причини. Најголем дел од клиентите кои што се го посетуваат овој центар, или 7 лица се жртви на семејно насилство, 2 лица се сторители на семејно насилство, 2 лица се од семејства со семејно насилство, додека 5 лица се останати членови во семејството кои што исто така се вклучени во процесот на советување. Според невладината организација ХЕРА, резултатите кои денеска беа презентирани се само уште еден показател дека граѓаните имаат потреба од ваков тип на центар, кој што нуди сеопфатни услуги. Сепак финансиската одржливост на центарот е неизвестна, зашто, како што посочија од ХЕРА, само една компанија пројавила интерес да даде финансиска поддршка за потребите на семејниот центар. Токму затоа беше упатен апел до локалната самоуправа, но и Министерството за труд и социјална политика со поддршка на овој центар, но и со инвестирање на слични центри низ цела Македонија, да покаже одговорен пристап кон решавањето на овој сериозен општествен проблем. Денеска беа промовирани дополнителни 15 наслови од проектот Превод на 1000 стручни и научни книги, со што полека се најавува за окружувањето на овој значаен проект за доближување на најновите светски изданија, од кои се учи на најреномираните универзитети во светот. Книгите кои денеска беа промовирани се од областа на машинството и електротехниката, земјоделството и ветерината, природно-математичката област, медицината, културата, правото, филозофијата и филологијата. Книгите кои денес ги промовираме се од областа на машинството, електротехниката, земјоделството и ветерината, природно-математичката област, медицината, културата, правото, филозофијата и филологијата. Ови 860 досега преведени дела од светски познати автори, македонските професори се повеќе им препорачуваат на нивните студенти и самите тие ги користат во нивните предавања и истражувања. И мојата препорака до студентите е колку што е можно повеќе да ги користат овие книги за поуспешно совладување на материјалот кој им е зададен. Доброто четиво секогаш останува запаметено.
Секоја прочитана книга, без разлика дали е учебник или белетристика, останува во човековиот ум. Колку повеќе читаме и учиме, толку повеќе го збогатуваме нашиот дух и со секоја прочитана книга стануваме се побогати. Пред нас имаме нов комплет на врвни книги, кои, како и сите останати кои сме ги промовирале во изминатиот период, представуваат дела кои се високо оценети и забележани од светската наука и кои се користат на 10 највисоко рангирани универзитети во светот како основен учебник. Една убава мисла вели: некои книги се незаслужено заборавени, но ниту една книга не е незаслужено запамтена и нотирана како посебна и како врвна во својата област. Токму таков тип на книги се дел од овој голем владин проект, во рамките на кој заедно со оваа промоција преведени и промовирани се вкупно 860 врвни книги од најразлични области. На 29-тиот државен противпожарен квиз надпревар, кој се одржа во Домот на културата Илинден, тимовите на Велес во категоријата кадети и кочани во јуниори ги освоија првите места. Општина Илинден се покажа како одличен домакин, а градоначалникот Жика Стојановски доби благодарница за одличната организација на овој државен противпожарен квиз надпревар. Повеќе детали од Томислав Атанасовски. Во Домот на културата Илинден денеска се одржа 29-тиот државен противпожарен квиз надпревар на Противпожарниот сојуз на Македонија. Во надпреварот учествуваа екипи од општинските противпожарни сојузи кои освоиле прво место на регионалните надпревари и се квалификувале за учество на државниот квиз надпревар, како и општинскиот противпожарен сојуз Илинден, кој што за учество се квалификува директно како домаќин на надпреварите. Квиз надпреварот се организира во категорија кадети и категорија јуниори. Во категоријата кадети во финалето учествуваа 6 екипи, а првото место го освоија надпреварувачите од Велес, кои одговорија најмногу точни прашања од 12 поставени на надпреварот. Второто место им припадна на тимот од Кочани, додека третото место го освоија Свети Николе, кој во борбата за третото место по дополнителните 3 прашања беа подобри од домакинот Илинден. Во категоријата јуниори првото место го освои тимот од Кочани, второто место им припадна на Крушево, додека третото место го освои домакинот Илинден. За освоените прво, второ и трето место на овој државен противпожарен квиз надпревар, тимовите си добија медали, признанија и награди. Општина Илинден и градоначалникот Жика Стојановски, кој доби благодарница, се покажаа како одлични домакини. Сите присутни по завршување на надпреварите можеа да уживаат во изложбата на ликовните дела кои беа дел од конкурсот со мотиви од противпожарната заштита. Надпреварите на општинско ниво, регионално ниво и на државното финале се спроведува без никакви инциденти во мирна и фер борба за освојување на местата. За регуларноста на квизот се гриеше жири комисија составена од 4 члена. Генерално може да се констатира дека сите надпреварувачи во конкуренција на кадети и во конкуренција на јуниори беа солидно подготвени и постигнаа добри резултати без разлика на освоените места. Општина Карапош почна со реконструкцијата на водоводната мрежа на улицата 1010 во населбата Козле. Станува збор за инвестиција вредна повеќе од 2,5 милиони денари, со која ќе се изврши целосна реконструкција на повеќе од 250 метри долж оваа улица. На ова место, жителите од овој дел на Карпош постојано имаа проблеми со водоснабдувањето и поради преоптовареност и дотрајаност на мрежата, им прскаа цевките и тие остануваа без вода. За таа цел, локалната власт пристапи кон замена на постојната водоводна мрежа, при што цевките со пречник Фи-40 се заменуваат со двојно поголеми Фи-80. Изградбата и поставувањето на сите приклучоци се натовар на буџетот на општина Карпош, а по целосната реконструкција на водоводната мрежа, општина Карпош ќе ја реконструира и асфалтира и улицата 1010, изјави градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски. Во четврток, на големиот христијански празник Свети Никола, официјално ќе започне изградбата на македонскиот православен крст во општина Аеродром, меѓу булеварот 3 македонска бригада и булевар Србија.
Поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан, архиепископот Охридски и Македонски, ќе го изврши осветувањето на крстот. Крстот ќе биде монтажен, висок 51 метар, широк 4 метри, со распон на краците по 15 метри, вкупно 34 метри, поставен на постамент од 5,5 метри, на 2 нивоа со галерии, иконостас за верски обреди и фрески на 12 свети апостоли. На крстот ќе биде изведена електрична инсталација за енергетска самоодржливост. Инвеститор на Македонскиот православен крст е Светскиот македонски конгрес, а донатори се македонци и македонски компании од земјата и од странство. Крстот треба да засвети во аеродром до март идната година. Град Скопје ги повика лицата со посебни потреби преку здруженијата да аплицираат за повластено користење на јавниот градски превоз. Заинтересираните граѓани, лица со оштетен вид, лица со оштетен слух, со телосно оштетување, лица со интелектуална попреченост, бубрежно болни, како и инвалидите на трудот, инвалидски пензионери и воени инвалиди, правото на повластено користење на јавниот градски превоз можат да го остварат преку соодветните здруженија на граѓани организирани на подрачјето на градот Скопје. За остварување на правото на повластено користење на јавниот градски превоз во 2014 година, заинтересираното лице со посебни потреби треба да поднесе барање до Здруженијето на граѓани во кое членува, велат од град Скопје. Здруженијата на граѓани конечниот список на баратели кои ги исполнуваат условите и за кои предлагаат добивање на легитимации треба да го достават до оделението за социјална, детска и здравствена заштита при секторот за јавни дејности на град Скопје, барака број 2, најдоцна до 16 јануари следната година. За дополнителни информации представниците на здруженијата може да се јават на телефонот 3297 321. Луис Суарес од Ливерпул ја доби наградата за најдобар играч во Англија. Милан и Рома на Сан Сиро одиграа реми 2:2 во последниот надпревар од 16-тото коло во серија. За повеќе спортски информации по рекламите.